opet? Ne možem da gi smislam, bre, ko će gi vidam ovde ovaka nešto, me mači, mi se burbuti, mi se gadi. Tebe, a mene? Što tebe? Mi se meli umor od tuka, nešto mi se kreva i mene ne znao što da pravim. Оти толку ги мразам луѓе, не сум мразал некако во животот. Овие двајцава толку некако еден со брат, па толку е убаво да се скараат. Еден да си преречи на другиот нешто, да расипат работа, да свикаат. Бе, знам бе, ги слушам бе, нели живеам од Каршија, живеам, ба така. Каршис, ги имаш чуено некојаш да се скараат? Не бе, не. Бог да чува. Па женине, две жени јатарви. Толку е убаво и да се караат меѓу себе да викаат. А бре овие не. Колку врзен то мучки. А моите дома да ги чуеш. Леле. Сега се караат, бе, кокошки, гра, кости куват. Само чекам ден кој ќе дојде, очите да се ги извадат. Како моите исто. Исто, а? Ама како да направиме овие двајцава да ги скараме некако. И тие двајцата браќа меѓу себе и се жените да се скараат. Да му направиме нешто. Шукев ќе ми се направи. Нема. Леле Шукев ќе ми се. Бадела. Колку пати јас сум се обидел да ги скарам, ама не оди. Не оди Бадела, брат, туку... Знаеш што? Нешто ми се врти мене низ умот да... Чекај, вака ќе ти кажам. Да смислиме јас и ти заедно некоја кавга за нив двајцата. Сети ки две глави. Поарно мислат од една. Па не ја правиш лош муабет, а? Видиш? Ај вака, двајцата ќе си одиме сега дома. Така. И ќе мислиме двајцата, утре пак да се видиме и ти да кажеш и јас да кажам. Ама не на ова место, на друго место те мене. Ајде да не губиме време. Ој ти напред. Заврши ова? Ајде, еве. Браво, бе, Мејанџи. Ете тако. Да кажам, жолтава стара ке да ти е. Стара? О, Се гледам. 13 годишна бе, братче, 13 годишна е. Еви за мене, да може? Ај, заедно. Ај заедно зубо. Ај заедно, ај за убаво, ај за убаво. Па, добро, како сте, а? Како ви оди работата? Врви, Мејанџи. Врви, Фала врви. му на Бога, добра е. Добре, Мејанџи. Ту, да не се урочиме. Годинава добро ни роди, лозјето, нивите, стоката добра, да не се урочиме. Убаво. Па како и нема да ви биде убаво кога и самиот Господ ве благословува. За милоста што си ја имате, за убаво што си живеете, братски, убаво. Така е. Знаеш што вели старата поговорка? Кај што има слога, има и напредок. Браво! Оти бе, Мејанџи, да нема. Оти да нема слога. Ние не сме си грешеле. Заедно сме. Море, момче. Како бе? Тој што сака да се кара, тој ќе си најде. А има и такви. Знаеш, Мејанџи, дека има. Па има, како нема. Ги знаеш нашите комши? Кој? А, оние двајцата? Оние двајца што? Пред некој ден ми доаѓа оној малиот со носот. Со оној големиот кост. Кога почна да ми збори гадости за брат ми, абе да ти се поврати. Што Не зборувај. Не. Мене пак оној другиот. Тој со помалиот нос. Абе, доаѓа и ми вели... Добра, ај сега, не е закажување. Ке ми се насмеете. Гадости, ај сега си гледаме ракијата. Ајде, за такви глупости. Да ви кажам, знаеш зашто тоа го прават? Ви завидуваат. Мака им е што си живеете така убаво, братски. сигурно. Да разбирате? Чувајте се, Одив, чувајте се. Тие дома сами се караат, очи си ваѓаат. Да се чувате од тие. Абе, Мејанџи, па ние не ги ни слушаме. Нека си зборуваат што не гајле. Слушај, од едно во влегува, во друго излегува. Право, право, Мејанџи. убаво. Ти нас не заборај. Ма како сум ве заборавил? Еве веднаш доаѓам. Уште по едно да се напиеме. Грејота се нека не Ајде чека. на здравје. Ајде заедно. Ајде се најубаво. Ова букалче го остави го, ќе се најде. Добро, ќе го оставам. Морам додам. Ајде, бркај бркај работа. Уште риите да не чекаат. Сигурно. Ете така. Па, повелете. Уште по една? Веднаш.
Што му плаќам си он, бе? Кај да иш да не, 2-3 ке си пикна може. Ако е за Ама две, не е да е нешто, вако да кажеш, работа некоја тешка, ама, Што? еви ги. Кој бе? Идат бре овие, бре, пукнав. О, добар ден, комши. Добар. Што беше добар ден. Абе, не може да ги гледам крв пред очи ми се. Абе, целиот вријам од на тебе, целиот вријам од... Ќе пукнам. И јас, бе. Ај шо велат, па не се ни лутат, бре. Не се караат меѓу себе, ама барем нам да ни се налутеа, да викна нешто. Што сте зборувале вие таму за нас? Не бе, не бе се... Ако комши, ако сте Абе, на будали се прават, демек, ништо не сме кажале. Ништо, комши, уба, ќе си живее. Слушај, вам, да ти кажам, јас мислам дека смислив нешто за нив една кавга. Море, шо си ти, ако не ја смислиш никој друг. Шо е сега, шо смислиш? Не, ај ќе одиме сега да не губиме време, попат ке ти раскажам се. Има таква кавга да им направам. Цело село има да им се смее. И старо и младо. Ајде, Бре, шо абе, ке? ајде. Шо ке? И не ли ви беше страм тие страмни работи да ги правите? Шо? Мислевте нема ред и закон во земјава? Помисливте оти не треба такви срамни работи пред светот да правите, бре. Шо? Јас ве мислев за умни, а вие само страмни работи сте правеле. Што молчите, бе? Што молчите, бе? Кажете нешто, ајде! Зустете! Кажи нешто. Што да кажеме, бе, Кадио? Вие и без да не прашате, веќе не казнивте. Добро, бе, Кадио. Не помисливте дека може би сето лага и измислица? Абре, Кадија, па не ви текнува дека ние такви работи не правиме. Бог да чува, бе, Кадио. Ние тоа да го направиме. Еј, Го чувте ли вие овие што го велат? чув. А имате ли вие докази за тоа вие што го велите? Имаме, Кадио, и двајцата имаме. Абе, не ми шепоти, бе. Не ми шепоти, зборувај гласно. Гласно сакам сите да чујат. Гласно. Абе, Ефенди Кадио, тоа што ти го шепнав, јас ке ти го шепне и мојот сосед. Истото ке ти го шепне. Хајде, шепни му ти, кажи му, ајде. Да чујам. Не ми шепоти. Не ми шепоти, бе. Абе, гласно сакам да зборувате, бе, сите да чујат. Докази ми требаат. Докази ми требаат. Ами, ако е така, Ефенди Кадио, ете пред врата се нашите жени, нека влезат, нека кажат и тие што има да кажат, тие се најголемите докази, еве да ги викнеме да влезат. Од нив поголеми докази нема. Може. Додам да ги викнам. Може. Чекај. Викнете ги да влезат тие, вие почекајте таму. Сами да влезат. Да, ба, вие надвор почекајте малку. Како ќе кажеш ти, Кадио? Ајде. Вие, што молчите, а? Дури сега е бадијала што и да зборуваме. Од кога видовме што видовме, од кога чувме што чувме, сега за џабе ќе зборуваме, Кадија. Кадио, да ти објасни. Кадио, што ни се случи? Поле, Леле, ама мора да кажеш, Поле, Сузе,
една по една. Ајде прво ти. Кога ме фати Кадио за раце, па за нозе, па фати да ме влече, дури до плевната. Ми ги пушти рацете и нозете. И повторно ме фати прво за нозе. Ме турна на земја и... Леле, Кадио! Што? Срам ми е да ти кажам. Ма не можам в очи да те погледна. Добро. Оние двајца, што Добро. мислевме. Еве модринка имам, еве овдека имам една модринка, овде имам уште една, Кадио. Еве и од позади имам И од позади модринки. Добро, ти море, ти. Што да кажам, Кадио, не е закажување, срам ми е. Кажи пред мене, кажи на Чичо Кадија си е. Вака, си стоев јас во дворот и евети го ово и иде. Ми се доближи и ми вели да ми дадеш троа назаем модар... Добре. Модар каменден. И јас викам, ајде човек е да му дада. Влегов во визбата, Кадио, а тој ете ти го помене. Ја затвори вратата и незгодно е да кажам, Кадио. Кажи ми, Чичо Кадија, Срамота. кажи. Сакаше да ме обесчести. Еве, и јас целава снага ми е со модринки. Еве овде. Еве тука има. Види, Кадио, еве и тука. Ајде, одете сега, ајде, доста, одете, излезете, ајде. Ајде, излезете. Утре ќе ги викнам уште еднаш да ги испрашам. А вам ви следува тешка казна. Темница 3 години. Со пранги на нозете. Вашите соседи сакаа веселка, ама немам уште толку големи докази за тоа. Стража, ајде води ги. Еве, каснете по нешто од мене и од стражарот. Санданџија, да не си слушнал нешто за нашите? Не прашувајте. Да не морам да ви кажувам. Жал ми е. Абе, Санданџија, бе. Окапавме тука 2 години. Што па тебе ти зборувам, а? Бар да се видевме со најмилите, а? Има ли душа, бе, тој Кадија, а? Брат, да имаше душа, немаше да го направи она што го направи. Арно, ама му донесоа докази овие. Пак ли, бе, Кадијата ве осуди на бесење. Чекаат да поминат 2 години и да ве клаат на бесилка. Еве, утре ти ви го прочитат пресуденото.
Парен човек си. Едно арно ако може да ни направиш. Да му пишеш на царо. Ама не му кажувай дека си ти. Да. Некој зло да не те снајде. Значи, ќе му пишеш на царо, ќе му кажеш каков кадија има, дека за Рушвет направди на луѓе на бесење праќа. Арно, да му напишам, ама кој ќе го прочита тоа? Подобро ќе биде вие да го напишете, а јас да го пратам. Ама никому да не му кажете дека јас сум го пратил. Оти и јас имам челат за гледање. Не, за Дачија. Не, за добрина со лошо ќе враќаме. Слушај, ај донеси ни ти нам книга и мастило. За другото ич не бери гајле. Не бери. Бидува. Бидува. Купете, луѓе, повелете, купете. Повели. Човече, купи си нешто ако ти треба. И ако не ти треба, купи нешто. Многу голема мака си имам. Пари ми требаат. И шо мака е мори женота? По куќнината си ја продаваш, а? Мака голема е, да не кажувам. Голема мака, многу голема мака, за пари си имам, а работата не е за кажување. Не смеам да кажам. И добро де, и да купам, ама кажи шо мака е. Не смеам да не ме слушни некој. Тебе те гледам, не си од нашево место. Не сум тука женес. Нема да кажеш никому. Не кажувам да, ај кажи ми. Нема, кадијата да не ме разбере ако каже. И што? Знаеш што, мака си имам човеку. Што? Си имам двајца синови. Умни, убави, праведни, на мравка не газат. Ама ги осудија, ги наклеветија клети комши и ги осудија в затвор да лежат, а сега би кажала на бесилка ќе ги клале. Па продавам да соберам пари за рушвет на кадијата да го дадам, да ми ги спаси дечињата. А велиш рушвет на кадијата да му дајш, за да ти ги пушти дечињата, а? Ами, ако кадијата не е рушветлија? Не викај, човек. Немој да не чуе некој. Рушветлија е. Тој за рушвет ми ги затвори децата. За рушвет ми ги... Немој да ме слушни некој. И мене таму ќе ме клад. А знаете сами со дечиња, кој ќе им се најде. Немој човеку никому да му кажуваш. А ако сакаш да купиш нешто... Ќе купам, жено. Да не разбере за оваа работа. Нема да разбере, нема. Ќе ми купиш нешто, а? Еве, жено. Земи ги. А по куќнината нека ти стои. Само да го видам јас кадијата кога ќе ги зема парите за рушвет. А убреј, царштината ми била рушветлија, бре. Ајде, со здравје, жено, со убаво. На мајка убави ти. Ви студи? Тебе
повеќе да ти студи? О, мили мои. Да не сте гладни, ништо да не ви се јади. Добар ден, невесто. Што вака? Добар ден. Вака, те гледам. Ми личиш на добар човек. Аха. Па, ако сакаш да ги купиш децава, ќе ти ги продадам. Аман мори, невесто. Зар до тука дојде работата? Ами ете, наместо да ги имаш за чеда, нека ти работат, нека те служат. Аха. И добро. Хај да речем, ќе ги купам децата. Ама, заошто ти се тие пари? Сега ќе ти кажам, човеко. Овие двете се мои, а третото од ја трвата. Мака. И кажуј де кажуј. Мака голема имаме, човеко. А? Парите за рушвет на судот ми требаат. Мажот и деверот од бесилга да ги избавиме. Ете тоа ми е маката. Зато ако сакаш да ги купиш, ете одма ќе ти ги дадам. И па добро, арно велиш, ај. Јас ќе ги купам децата. Ама слушај, сакам да знам кога ќе одиш кај кадијата да му го даваш рушветот, та јас да видам. Одма ќе му го дадам рушветот, само да ги земам парите, човеко. Правди Бога од клети комши им завидуваа на слогата и на добрината. И сега сакаат да ги посрамотат пред народот. Ето тоа е работата. Рушвет му дадоа на кадијата. И сега без око да му трепне, ги затвори во затвор. Демек, за рушвет ги затвори и сега ги продаваш ти децата за рушвет да му даеш да ги куртуниш од апсааната. Па Лелија така, арно, ајде јас ќе ти дам пари, ќе ти ги купам децата. Ај, земи ги парите. Ама ко што ти реков, јас да знам и да видам кога кадијата ќе го зема рушветот. А така, ова за дечињата рече, ама, слушај, ај, нека ти се дечињата, така, да си ги чуваш, со здравје, субово да си ги пораснеш, а вака јас само да знам кога кадијата ќе го зема рушветот, та да видам. Толкова од мене. А друго, со здравје, ој си и субово, и немој да тагуваш поиќе. Хајде, невесто, ајде со здравје, со здравје. Царе наш. Полега, бе! Не дугај, бе! Не дугај, бе! Царе наш, пискулот ми паѓа. Не дугај, смрдиш, бе! На што, бре, царе наш? Лукојна, беш, дригојна! О, царе! Изел баги ми ти лук. Многу ми зоврива ноќе крвта, царе наш. И така... Се ќе ти зоврие. Слушај ме ти мене, кадима, бе. Каже, царе наш. Видов и разбрав за оваа твоја работа. Иншала, царе наш. Шо бе? Знамо ти мириса многу на лук, машала. Остај го лукот, бе. Не зборувам нашала. Туку, вистина ти зборувам. Кажи, царе. Слушај, заошто, бре, ти си земал рушвет? И на правдина Божја, синоите на она сиромашка, а и многу други работи, на бесилка си ги клал. Едно да знаеш, сос, нема саката. Слушај, бесилката што си ја курдисал за децата, ќе ја дотераш, ама за шпионите, за тие што ги клеветеле. А сетне тебе, 3 години апсана ќе те клам. Да ги тргаш маките што ги тргале децата од твојата неправдина, бре. А сетне ќе ти судам. Царштина, бре, со рушвет ли ќе крепиме, бре? Аман, царе. Нема аман. Царе, доста ми е од рушвети и да не кажам од кои други работи. Царе. Сус! Ајде,
Избегувај, нека те водат. Царе, царе, Сиктер, бе! Се, ти направи. Сиктер, бе! Се, само да не биде бесилка, царе, да не биде Слажа. 3 години сандани, царе. Намали малко. Ими јас за царштината. Нема, слушај. Ајде, оди ко ти велам, сетте ќе те судам па ќе видиме. Али 3 години, али друго нешто ќе те чека. Друго нешто, царе. Ајде, оди. Ајде, Сиктер, бе! Царе, Стражар, бе, зашто го пуштите? Сиктер, бе! еве, царе, ти благодарам многу. Керата. Ќе платиш ти за ова. Гледате ли? Нашиот цар не е кај луѓе да лежат зандана со рушвет. Да. Така е бе ме Анџема, донеси нешто да се напиеме. Добро, ти донесам, ама да знаете, правдината се тенчи, ама не се кине.